дали луѓето гледат ја колку време проаѓам, пример, тие 3 дена пред надпреварот да се спремам за надпреварот и да спремам екипата. Не. Може ја не спијам, може не јадам, може не си одам дома од канцеларија. Ако не викам за време на надпреварот, тоа значи дека не ми е битно. И дали тие кои викаат за време на надпреварот и не знам, пцујат и урлаат и се дерат по играчи, по суди, по све што се дешава, дали они дошле таму и сега од публика ги гледаат дека они се така рипат, скокаат таму и дека нив им е побитно да се добие утакмица, а претходно не направиле ништо да се припремат за неа. Васко, како си? Добро, благодарам. Да. Да почнем од најтешкото прашање на почеток. Што за тебе представува ментално здравје? Па, за мене менталното здравје представува некоја, да кажеме, благосостојба каде луѓето се осеќаат добри, се осеќаат исполнети и се осеќаат како да можат да дадат максимум во некоја работа или во некое место каде што се. Да, како го гледаш, да почнеме таму, бидејќи си кошаркарски тренер на првата екипа на МЗТ, како го гледаш менталното здравје како дел од спортот или кошарката конкретно? Помислам дека тоа е една од клучните работи кои еден спортист или тренер или некој спортски работник треба да го има и за жал малце кај нас тоа е некоја табу тема која мислам дека ќе се разговара за тоа и се, но некој мој личен пример каде и во екипата каде што сум сега е дека доста време посветуваме на тоа. Сакаме да играчите дават максимум, исто и тренери од стручен штаб, така да доста сме посветени на тоа да они се во некоја ситуација каде што може да го пружат својот максимум. Да. Да започнеме од таму, ќе се навратиме после малце и како имаш почнато и што се имаш поминато како тренер, ама дур се спремав, една од изјавите кои што сакав да ги продискутирам со тебе од сега веќе починатиот Деки Милоевич, кој што играчка легенда низ Европа, тренер на Мега на будучност, а и помошен тренер у НБА лигата, каде што во едно интервју пред некоја година вели како тренерите се плашаат, поготово на ова подневје, да бидат другари со играчите. Мислат дека ако бидат другари ќе изгубат авторитет и затоа најчесто се држат на дистанца и го имаат тој авторитативен однос со играчите. Што ти мислиш за тоа? Па првично таа некоја изјава, јас се слагам со него, но знаете како, на овие простори некако уште стои тој некој мост меѓу тренер и играч. И мислам дека доста тренериве се плашат од сопствените играчи. Зашто? Зашто секогаш се збори кај нас дека играчиве ги именуваат тренериве или не знам, па тренерот се плаши за својата работа и све. Првично, знаете како, секој еден играч е различен карактер и мислам дека тренерот мора да најде некоја собствена поврзаност со играчот, бидејќи секој од нив некој реагира на нешто, друг не реагира на истото. И мислам дека тренерите треба да имат една здрава врска со играчите, кај што они пример во секој момент би знаеле што му се дешава на тој играч, дали нешто добро, дали нешто лошо, и на база на тоа да реагираат ако има потреба од помош. Мислам дека тоа дека тренерите се дистанцираат од играчите целосно и вон терен и на терен, според мене не е добро, бидејќи ние на тој начин не може да допреме до тој играч и со самото тоа кога не може да допрете до некој кој мора да даде некој перформанс, кој мора да излезе на терен и да игра на максимум. Мислам дека тренерот како тренер губи доста од тоа колку играчот може да придонесе за тимот, а и со тоа да му помогне на тренерот, бидејќи знаете како, да, играчите зависат од тренерите, ама тренерите уште повеќе зависат од играчите. Да, сега кога го кажа ова ми текна на изјава од Дуле Вијошевиќ пред некој 10 години кога беше тренер на Партизан, кога каже кога екипата победува, тоа е поради играчите, кога губи е на тренерот. Секогаш така, знаете како, при некој пораз прв некој на таргет е тренерот,
во некоја победа, прво се гледа кој од играчите дал 20-30 поени, кој имал најатрактивен потек на надпреварот, никој не ги спомнува тренерите, но ако сакате да се бавите со оваа работа, мора да го поминете преку тоа и да го немате тој комплекс да некој ве истакнува вас, као дека сега вие сте заслужни за све. И мислам кој еден тренер ќе го свати тоа дека не е тој у преден план и дека макар и да е 100% негова заслуга некој добар меч или некоја титула, мислам дека кога тренерот ќе го свати тоа дека не е он профи, дека нема луѓето да го спомнуваат него, мислам дека од тука натаму е многу полесно. Да. Како го правиш ти лично, еве сега си тренер на МЗТ, младци, дел од играчите се постари од тебе. Да. Како балансираш помеѓу тој другарски однос и авторитет кој сепак мора да го имаш како тренер на тренинзи, на утакмици? Кој е тој баланс, како доаѓаш до него? Видете, авторитетот не се ствара на база на тоа дали ја нив ќе ги карам или ќе ги казнувам или ќе се, не знам, ќе имам некој таков однос со нив. Авторитет се ствара на тоа кога играчите гледаат дека вие сте вложени 100% и дека сакате нив да им помогнете и дека сте тука за нив во било која ситуација, дека ќе ги поддржите кои имале лош надпревар, дека нема да излезете да даете изјава изгубивме бидејќи тој играше лошо или било што. Мислам дека авторитет се ствара на тоа и пред се добро сега морате да имате знаење да играчите видат дека може да се потпрат на вас, кошаркарски во мојот случај, дека вие можете да го изнесете тој товар. И мислам дека авторитетот се ствара на тоа. Конкретно за мојот пример, ја имам некоја среќа бидејќи сите карактери во екипава се стварно прекрасни момци и да, повеќето од нив се постари од мене и имаат неверојатни кариери до сега и направиле многу и за клубот као МЗТ и за државата, за репрезентација, кои се уште легенди, се легенди уште играат, така да мислам дека мојот однос према нив е базиран на тоа да они гледаат дека јас сум 100% вложен према нив и мислам дека мојот авторитет се базира на тоа. Границата меѓу да се знае кој е баш тоа, бидејќи ја имам стварно отворен однос со сите нив, но кога ќе стигнеме на тренинг, на терен, на надпревар, мојот збор е последен и они го почитуваат тоа и ја ги почитувам нив кога имаат некоја забелешка и така функционираме и за сега е супер. Да. Пред некој ден слушав интервју со Андреа Тринкиери, кај што беше прашан кој е неговиот начин како допера најдобро до неговите играчи, дали и му дадоа неколку опции, јас се ќе ти дадам сите три опции кои што него му ги дадоа. Едната е да разговараш со него пред тренинг, го викаш у канцеларија, зборите. Другата е официјален состанок со помошник тренер, трето. И третата е надвор од терен, не знам, седнувате на кафе, на вечера, го викаш дома кај тебе да поразговарате. Како овие неколку работи, која од нив тебе ти е најприродна за создавање некој подобар однос со играчот или укажување, например, ако гледаш дека играчот не допринесува тоа што може да го дава, која од тие некои три работи тебе највеќе ти одговара? Па првично, како што реков претходно, дека сите они се различни и кај секој една работа може да функционира, кај еден друг не може да функционира. Значи мислам дека најголем некој греф кој може да го направиме ние као тренери, као лидери, да ги третираме сите играчи исто. Мислам дека ни еден човек и ни еден играч не треба да биде третиран исто. Зошто? Бидејќи сите они се различни и сега не зборам тука кој е, не знам, звезда во екипава и кој е 12 играч, него као луѓе, не можеме ние да кажеме таа една работа јас ја правам и ја правам со сите. Ја имам некои играчи кои, пример, не сака тоест им смета да бидат ван некое нашо окружување, у смисол сала, канцеларија, собликувална. И знам дека јас со него најдобро би било кога би
разговарал со него таму. Имам и некои играчи кои, пример, се такви карактери кои едва чекаат да заврши тренингот и да излезат од сала, просто се такви, нив окружувањето надвор од сала ги релаксира и тоа придонесува да они се осеќаат ете подобро, така да со нив ќе искочиш надвор, па ќе идеш на ручек на вечера, па ќе разговараш со нив, така да мислам дека нема едно правило да кажеме за сите, едно златно правило, мислам дека сите се различни и тоа е, ете да кажеме, тоа е една вештина која тренерот мора да ја има за да знае како да допре до еден секој. Да. Ме интересира твојот однос со другите тренери, твојот стручен штаб, поготово од аспект, бидејќи ти доаѓаш како помошник тренер на оваа позиција, колку 3 години беше помошник, Да. 3-4 различни тренери смени. Да. Како тие некои години те спремија, како ти се однесуваш со својот стручен штаб? Па знаете како, секој еден прв тренер си има различен начин на работа и барање од својот стручен штаб и како тој се однесува према нив. Ете, ја имав работа со тројца различни тренери, конкретно во МЗТ, и секој еден од нив имаше некоја работа која беше добра. И секоја една работа која ја, пример, не се согласував со тоа. Тоа не значи дека тоа е лошо, него просто тоа си е нивна филозофија, како они сакаат тоа да биде поставено. Никогаш, пример, ја не им кажав дај да го сменим ова или не, тоа си е твоја, ја тоа го почитувам, секој еден си има негов начин на работа. Конкретно видов некои работи кои беа добри, некои работи кои, пример, ја лично мене знаев дека треба да бидат на малце друг начин направени. Пак ќе кажам, тоа не значи дека тоа било погрешно или дека моето е исправно, но тоа си е моje размислување. Мојот стручен штаб е, ја имам сега, моментално имам доста голем стручен штаб, они се 10. Имаме поставено некои оврски, имаме поставено некои работи кои мора да се направат до одредено време. Момците се стварно прекрасни и од голема помош и они сите знаат дека се додека тоа биде исполнето, дека немаме никаков проблем. Мојот однос со нив е тотално пријателски, бидејќи они на терен и вон терен се и мои пријатели, не се само мои соработници кои влагаме во сала. Така да и знам дека они го мислат најдоброто за мене и ја најдоброто за нив. Така да функционираме ете така на некој поблизок однос, но со некои оврски и се разбира со некои права или некои. Да, имам гледам на некои од твоите утакмици со МЗТ и неретко ти се свртуваш на крај нив и разговараш во текот на утакмица. Мислам дека не секој тренер или не секој тренер прима исто сугестии од стручен штаб, поготово у тек на утакмица или пред утакмица. Како ти, например, која водиш утакмица, како си со у тој поглед? Кога примаш некој совет од нив или кога одиш кон нив да разговараш? Дали кога ќе видиш нешто одма нив им го кажуваш или чекаш они да кажат? Па не, како што кажа, значи јас сум првично да збориме во бројки, јас сум 1, они се 8, така да они 8 сигурно еден од нив гледа нешто повеќе од мене, така да они се таму за тоа да ми дават сугестии, дали ја тоа ќе го прифатам во моментов, мислам дека исправно или не е исправно, тоа е моја, на крај јасно сум одговорност секако, но нашата комуникација е нон-стоп за време на некој меч или на прекин или на било што, они имаат право, имаат целосна слобода да зборат со играчи на клупа, да зборат со играчи на терен, имаат прекрасна комуникација со сите играчи, имаат добра комуникација со мене. Доста често ги прифаќам нивните совети за време на некои надпревари, само поради тоа што ете, они се повеќе од мене и ги гледат некои работи кои можеби ја во тој момент нема да ги видам или јас сум фокусиран на нешто друго. Да. Што е една од работите која што најчесто гледаш да се фокусираш кога водиш утакмица? Па сега, не знам, искрено, тоа е така некоја жива материја додека тече утакмицата, така да
Пред се сум фокусиран на играчеве, за тоа што се дешава, не знам, одбрана напад. Моите асистенти имаат некои задачи да гледат некои одредени работи, така да на што сум фокусиран за време на мечот, искрено не можам да ви кажам, мислам дека тоа е така. Да. Во моментот. Да. Ги спомна различните тренери под кои што си бил асистент. И спомна дека имаш научено некои и земено одредени работи од сите нив, но ако гледаш наназад и док си играл и док си бил под други тренери надвор од МЗТ, кои се некои од најважните лекции што си ги научил од други тренери? Па, да кажеме тој однос према играчиве или сега збориме конкретно, мислам општо, без да навлагаме секако од нив, јас сум научил доста и кошаркарски работи, конкретно некои специфични работи поврзани со кошарката, но пред се мислам дека, пак ќе кажам, мене односот со тимот ми е на прво место и мислам дека најбитната работа која сум научил, дали од тренерите со кои сум соработил или со тренери кои сум ги запознал некаде, е тоа. Тој однос према играчите, каков треба да биде, каков треба да изгледа. Да. Колку конзумираш кошарка? Надвор од МЗТ, надвор од македонска кошарка, надвор од тоа што ти е работа? Па, во последната година надвор од МЗТ не многу, бидејќи стварно немам време. Ние до сега имаме над 60 мечеви одиграно, уште сме март. Да. Нема многу време да се погледне нешто друго. Играме скоро секој втор, трет ден некој надпревар. Целата енергија е насочена према тоа да се припреми некој тој надпревар се припреми и стварно кога ќе го сработите тоа и кога ќе стигне до одреден момент да сега ја имам некое слободно време, искрено да пуштите на телевизор, вака гледам преку телевизорот кроз него и гледам дека не сум фокусиран на тоа и дека не ни гледам што се дешава уствари, така да веќе сме при крај на сезона, плейоф скоро почна следна недела и така да мислам дека мене како тренер буквално тоа некое време кој го имам ван припремата на собствената екипа, морам да го искористам да малци се одморам и да погледам нешто друго, да не стигнеме до некој бърнаут во време кога е најбитниот дел на сезоната. Така да како почнува сезоната, тоа ќе имаш повеќе време да гледаш нешто ван тоа, но како одминува сезоната веќе нормално тоа и ментален и физички замор кај што секое слободно време се користи да малце се релаксираш. Да. Како доаѓаш до тој баланс? Дали има нешто што секојдневно го работиш или не знам, неделно, кај што ќе си посветам време за мене или со луѓе да бидеш или нешто сам што го правиш? Како доаѓаш до тој некој баланс личен живот и работа? Имав доста голем проблем со тоа, искрено до пред некоја година, каде што да кажеме 100% од моето време и беше фокусирано само на кошарката. И се соочи со еден проблем каде што веќе при крај на сезона ја бев најуморен. Кога највеќе му требав на тимот или на тимот, јас се соочував со тоа да ја бидам најуморен и дека не можам да бидам на свој 100% присутен и активен и решив дека тоа треба да се смени. Бидејќи вие као лидер, као тренер, некој не можете да дојдете до ситуација кога не можете да им помогнете на другите или да не бидете 100%. Бидејќи ја не можам да барам од моите играчи да бидат 100% фокусирани на нешто кое го прават или посветени, кога ја не сум таков, нели? Мислам да ние треба да водиме одличен пример. Балансот како се постигнува? Да, имам некои работи кои ги правам секојдневно и искрено кога ќе осетам дека сум презаморен, кога тимот има слободен ден, бидејќи обично кај нас знаете како тренерите немаат слободен ден, имаат играчите слободен ден, тренерите се секогаш зафатени да треба нешто да спремат, па треба нешто да направат.
Ја решив дека оваа сезона така ќе биде и за тренерите, и за стручен штаб, и кога имаат слободен ден, играчиве 90% од тие слободни денови ги имаат и тренерите, бидејќи сепак они имаат и фамилија и без разлика на тоа им треба и на нив одмор. За мене конкретно, сакам да еден ден, пример, кога тој ден ми е слободен, да не влезам во сала, да не комуницирам за кошарка. Имам куче, пообично тоа се прошетки со незе и така. Некое време кога ќе бидам сам, мене тоа ме регенерира, кога ќе бидам сам. Кога нема луѓе околу мене, кога нема некоја гужва, некоја галама, така да обично тоа ми е некој тој баланс. Личен живот, знаете како, кога е некој дел од сезоната кога нешто мора да се направи, тоаш немате личен живот. Искрено, тоа може да го збориме дека имаме, ама не е тоа вистина. Да кажеме сега влагаме во последните 2 месеци во сезоната, јас сигурно ќе немам време да поминувам со пријатели или со фамилија или не знам, било што, мислам, нели кимам, ама не доволно. И така да тоа е реалноста и тоа е дел од работава која мора, кога ќе решиме дека ќе го работиме ова, мора да знаеме дека ќе има некои такви отстапки, некои жртви, да кажеме, и мора да бидеме спремни на тоа. Така да. Да, значи добро сега те договоривме да снимаме, пошто следните 2 месеци се недостапен. Од тука натаму е веќе, од понеделник натаму е веќе тешко. Да. Сакам да те прашам, ова е прашање пошто спремајќи се за епизода, зборев со доста луѓе. Надвор и во кошарка, да викам, прашање дали имате за некој кој што е у функција кој што си ти, едно од прашања беше дали разговараш со некого за се што поминуваш, за сите маки, за сите проблеми како тренер за кошарка, но и тие проблеми што излегуваат од кошарката, кој што спомна и бърнаут и се тоа, дали има некој на кој што одиш и зборуваш за се она што ти се случува? Да. Мислам дека секој еден човек кој има доста стресна работа и јавна работа. Ја имам некој круг на луѓе, круг тоа се 2-3 луѓе кои знам дека у секој момент во било кое време можам да разговарам со нив и да ми дадат совет и дека тој совет ќе биде искрен, дека нема никакви скриени намери или да имат некој нивни личен интерес од мене. Тоа се 3 луѓе кои ми се секогаш достапни и кои секогаш биле тука за мене и кои се доста одговорни за тоа што јас сум сега во моментот, дека сум стигнал до оваа позиција и јас знам дека можам во нив да верувам 100%. Да, секогаш кога имаш некој проблем или која е тешка ситуација, мораш, мислам дека кај нас као луѓе, као живи суштества, потребата за комуникација со некој е вродена и дека ние мораме просто да комуницираме со некој, не можеме да правиме се сами. И секој еден кој е во таква некоја ситуација, мислам дека треба да има некој круг на пријатели кои би биле таму за него. Да, а ако заглавиш некаде, не знаеш како да браниш одредена екипа следна утакмица, има тренери на кои што збори со нив или им пишеш? Не, имам стручен штаб, имам асистенти, све со нив, некоја комуникација конкретно за мојот тим е целосно со нив, бидејќи мислам дека нема некоја логика да прашувате некој ван кој не ја познава својата екипа, а да не ги прашувате собствените тренери кои се по 7-8 сати дневно со тимот. Мислам дека тие ги познаваат најдобро играчиве и се фокусирани на тоа, така да единствената комуникација конкретно за мојот тим е само со нив и никој од нас. Да. Сакам сега малце да се навратиме на твоите почетоци. Зошто кошар? Од каде е кошарка и зошто тренер? Искрено случајно. Да? Да. Првично никогаш немам играл на кошарка. Не сум се бавил со кошарка, не сум бил кошаркар. Мислам случајно,
не мислам дека постои случајности, но некое моје пријателство со некои луѓе кои во тој момент биле на некои позиции во некој клуб и ете, буквално мојот почеток беше некој тренер не можел да стигне на тренинг, па ајде може ли ти да идеш да му помогнеш на тој некој, не да ги тренираш, него чисто да биеш таму. Тоа беше некоја екипа, не знам, некои деца мини баскет, па тоа знаете како е, тоа се 30-40 деца во една сала и не може еден човек да ги контролира, него треба некој да им помага. И се сеќавам дека мојот прв тренинг беше ете така, ја бев 17 години и као оди само да му помогнеш на тој тренер таму, не мораш ништо да правиш. Ја отидов таму и сега гледам тоа нешто интересно ми е мене и као можам ли ја да доаѓам овде да гледам, чисто да гледам што се дешава и као можеш и така. Тоа на 17 години се раѓа некоја таква љубов према мислам сум бил спортист, ама таква некоја љубов према спортот да биде посебно према кошарка, да биде моја професионалност се раѓа тогаш. Да, кој беше твојот прв не професионален, но прв ангажман као тренер? Океј, сега си тренер, имаш своја екипа, сигурно младинска во тоа време или? Па после тој некој почеток, ете, поминувам неколку месеци во Америка, каде мој близок пријател кој е тренер таму во коледж. И таму во тие неколку месеци јас фаќам дека треба да се бавам со ова и дека тоа е нешто кое јас се гледам као професионалност. Умеѓу време, ете, идам со него, гледам како што се дешава, ги поминувам тие месеци во Америка на сопствена едукација, на тоа да остварам контакти, да видам како се тоа изгледа, бидејќи во тој момент ја појма немам што е тренерство, па имам нешто конкретно, некое конкретно разбирање во кошарката. После тоа враќање од Америка, се враќам дома, мој прв ангажман е во КК Струмица, као тренер на некоја младинска екипа. Во тоа време мислам дека до 15 години, така нешто. И следната година сум веќе асистент во првиот тим и така, тоа е мојот, ете да кажеме, професионален ангажман. Почеток, да. Тоа е почеток. После некој време имаш работено и надвор во Молдавија, ако не сум грешка. Каква е таа некоја разлика таму и овде? Сега веќе кој имаш искусено овде, имаш искусено надвор, која е најголемата разлика која што ти ја имаш воочено? Па, најголемата разлика е сепак, знаете како, идете во странство, мене ми беше, ете, таму Молдавија ми беше, која ми е многу мила и таму се осеќа стварно као дома. Ја отидов доста рано, 20 на година. И тоа беше некој место кај што стварно они ме прифатија као нивни, као да сум роден таму. Разликата е, голема е разликата во односот на луѓето. Знаете, они се сепак друга култура и сега ја имав во тие години од тогаш до сега, во тие 10 години колку ја ова го работам, имав среќа да отидам стварно во секој дел на планета да видам, да работам со кошарка, па да видам како тоа изгледа. Знаете како во една Молдавија е карактерот и како луѓето се однесуваат и кој е тоа ниво и кои се нивните цели е различен. Во Македонија е различен, во Литванија кај што бев исто е, тоа е веќе, мислам, таму е религија кошарка. Религија, знаете, гледате од сите тие различни места, гледате огромни разлики. И мислам дека не може да се спореди една со друга, да кажеме, ваму е подобро, овде е подобро, тоа не може да се спореди, него секој едно место си носи свој предизвик и секој едно место си носи има своји добри страни, има своји лоши страни. За мене тоа прво искуство надвор беше добро, бидејќи научив доста работи и за себе и за тоа како треба да изгледа кога водите некоја екипа. Поминав 2 прекрасни години таму со доста успех за тимот, со тимот кај што бев, така да тоа ме припреми за некои следни предизвици кои беа поголеми. Да, и после пак се раѓаш во Струмица, така?
Да, И си прв тренер на екипата. да, тогаш после тоа е презема екипата на КК Струмица, првиот тим на КК Струмица, во тој момент најмлад тренер во прва лига. Една сезона таму и ете после тоа доаѓа МЗТ. И ете веќе Сега си веќе- пета сезона во МЗТ. Да. Како ти беше таа некоја адаптација од помошник тренер во тренер? Пошто ти не ја започна сезоната како прв тренер лани, туку беше по сплет на околности дојден во позиција да станеш тренер во тек на сезона. Каква беше таа адаптација од помошник тренер и главен? Па, знаете како, прво односот меѓу мене и претходните тренери на кои ја им бев асистент беше стварно супер и они ја морам да им бидам благодарен на тоа дека они ми даваат целосна слобода. Значи јас сум учествувал и во правење на тимот и во припрема на тимот за се целосно. Така да тоа нешто, таа некоја доверба нивна према мене и некоја слобода која они ми ја даваа, ме припреми на тоа да можам во тек на сезона, во инстинктивно, знаете, меч за меч да ја преземам екипата. Јас, така да, да кажеме дека тоа е некој искуство со претходните тренери кои таа некоја доверба која они имале во мене ме припреми за тоа. Сега кога ја во претходна сезона имав некои надпревари кои бев прв тренер, дали кога имаше смена на тренерот, па суспензија на тренер. Суспензија на тренер, па имаше момент кога првиот тренер беше болен, па имав шанси во АБА лигата да водам еден стварно битен меч за нас, за опстанок, да. Знаете како, првичното кога кажа дека некој 29 годишен ќе биде прв тренер на МЗТ беше шок и мислам дека тука морам да им се заблагодарам на луѓето, посебно на директорот Филип кој веруваше во мене и во тој момент без разлика на сигурно имал притисоци да не бидам јас. Мислам тоа го знаеме сите, но да му даде шанса на некој 29 годишен. Во тој момент мислам дека имав уште 28. Да му даде шанса да биде прв тренер на МЗТ. Мислам дека тоа е некоја негова храброст и некоја негова проценка дека ја можам да се изборам со тоа. Дали ти кога си асистент, мислам дека е многу поразлична улога имаш како кога си прв тренер. Секако, најчесто секој асистент се надева дека еден ден ќе дојде до тоа место на прв тренер. Ама дали за тебе тоа се случи пред да очекуваше да бидеш или како изгледаше тоа и таа некоја одлука која донесе? Како изгледаше барем размислувањето твое дали да прифатиш или не? Па знаете како има некои тренери кои сакаат да бидат, кои се комфортни и сакаат да бидат асистенти, мислам, и се цела кариера и се многу добри од тоа и на повеќето места и доста платени. Да. Имаме ситуации во некои екипи каде што првиот асистент има и поголема плата од првиот тренер. Тоа е факт. Кај мене лично во моментот кога сега МЗТ е најголем клуб во Македонија и е еден од поголемите клубови во регионот, со богата историја, со големо име и голема одговорност. Моментот кога дојдов, знаев дека во одреден момент сакам да бидам прв тренер на МЗТ, но не очекував дека ќе биде толку брзо, мислев дека ќе биде малце покасно, но се деси тоа што се деси и малце дојде порано него што очекував. Така да, дали бев спремен? Мислам дека да. Како е, спомна дека реномето сите го знаеме, поготово кога си во клубот 4-5 години во тој момент, ама дали, колку, година после тоа или ни цела година после тоа, дали мислиш дека беше спремен од страна, дали знаеше што се ќе те чека као прв тренер? Као сите некои мали работи кои што може и не си ги знаел кога си бил асистент, дали кои беа некои тие работи кои што беа, ова не очекува да ми се деси? Па не, знаете како, работите ги знаете, гледате ништо поминува тренерот пред вас, но се додека него искусите тоа на собствена кожа, не сте толку свесни. У смисол, тој некој
притисок за надпревар. МЗТ е место каде што мора да се победи секој еден надпревар мора да се победи, секоја една титула мора да се освои. И тоа е притисок со кој доста луѓе не може да се носат. Морате да бидете спремни на тоа и морате да очекувате дека кога ќе дојде пример некој пораз, дека тоа се гледа одма и дека знаете како луѓе па мора све да се добие, но тоа е пак од една страна тоа е некоја ситуација каде што вие сте ставени таму и си викате сега па тоа е и некоја привилегија, во смисол вие сте најдобрите и сите очекуваат од вас да победите на секој еден меч. Така да има некои работи кои ги знаев, ама додека не ги искусив во моментов не бев свесен колку е тоа, какво е. Да. Спомна преска започнува плейофот и тие сега утакмици ги бидат најтешки, веќе помина еден плейоф прошлата сезона. Ама сакам да те прашам за утакмиците со Работнички. Бидејќи дефинитивно МЗТ и Работнички се два најголеми клуби во Македонија и не само тоа што се најголеми, имаат и најголем број на фанови и организирани навивачки групи. Каков е притисокот кога си тренер на МЗТ и играш дерби? Без разлика каде и двете клуба се наоѓаат, како се справуваш со тоа и како до сега имаш помината во тие утакмици? Па мислам дека посебно последните две сезони се враќа некој хајп за тоа дерби. Претходните години не беше тоа така толку многу истакнато, бидејќи во претходните години МЗТ имаше доста подобар ред, да кажеме, на хартија тим од Работнички, не само на хартија, него и на терен. Во последниве 2 години се враќа тоа да дербито биде дерби и ние се сретнавме минатата сезона во четвртфинале. Имаше пуна сала во Аеродром, имаше пуна сала на Кале. Оваа година беше исто. И тоа е едно прекрасно чувство да ви играте некој дерби кој е најголем меч во државата, најголемо ривалство. Како се справувате, знаете дека и они мора да ја добијат таа утакмица, знаете дека и вие мора да ја добиете таа утакмица, така да мислам дека моментов тој момент кој има најпоспремна екипа, тоа решаваат ситници, без разлика колку е другата екипа подобра или има на хартија подобри играчи или поскапи играчи, кога стига до тоа да се игра дерби, многу често се дешава да тој кој да кажеме има послаба екипа во наводници, добива тој меч. Така да тоа за нас е едно посебно чувство и сите кога стига распоредот сите гледат кога прво се игра со Работнички, така да ние игравме, два надпревари со нив во регуларен дел, игравме полуфинале во купот во февруари. Тие беа стварно добри утакмици, добри надпревари. Сега тоа полуфинале на купот беше во Битола, имаше забрана за гостински навијачи, беше малце театрално и малце чудно и мислам дека тоа е лошо за кошарката, бидејќи да имаме една полна сала на кошаркарски надпревар. Мислам дека треба да бидеме фокусирани кон тоа, а не да имаме празни сали и кошарка да се игра за некои луѓе кои, пример, некои си 20 на луѓе кои ќе дојдат во моментот и кои имаат право да бидат таму на надпревар. Значи никој не може кошарката да ние играме за симпатизери, за фанови, кошарката се игра ради тоа, ради навивачи, не се игра ради нешто друго. И мислам дека треба да биде наш фокус да салите бидат полни, а не празни. Да. Сакам да те прашам, пошто ова е прва сезона цела која што си како тренер и имаш почнато како прв тренер, стручен штаб, во идеален свет се знам дека секаде не секогаш можеш да ги имаш играчите кои што ги сакаш. Ама идеално ако имаш никакви проблеми во договарање на тие играчи, како ја составиш твојата екипа? На почеток на сезона. На почеток на сезона. Знаете како сегаш во еден тим имате некои играчи кои се столбот на екипата. Кај назваем за тоа беа четворица играчи кои ние знаевме дека мораме да ги задржиме.
и целиот тим беше граден околу нив. Околу нив и играчки, и карактерно, и како тоа нас не одговара. Секако не се тоа идеални услови да вие можете, пример, секој играч кој се свие кошаркарски да го донесете овде, првично ради финанси, второ дека Македонија као некој маркет не е толку многу популарна за тие играчи. Во некој идеален свет, не знам, ја секогаш им зборам дека екипата која имам сега за мене е најдобра и идеална. Така да ќе си останам према на тоа, дека момци кои ги имам сега ми се супер и ми се идеални, но да се гради една екипа, прво мора да имате, мислам дека мора да имате некој столб, неколку играчи кои се тука, кои се лидери на екипата и се тоа да се гради околу нив. Да, како, пошто имат, оваа сезона МЗТ има доста млади играчи, исто, кои што во текот на летото дојда кај вас. Како ги вклучуваш младите играчи, поготово тие што го прават тој некој џамп од младенска во сениорска кошарка? Пошто, нели, до тогаш тие се најдобри до 18, до 16 години, ама како им помагаш ти како тренер, како стручен штаб, за да не се изгубат кога ќе дојдат меѓу сите, кога се е рамно, сите се професионалци исто ниво? Па првично, тоа е еден од проблемите на кај нас, во смисол преодот од јуниорска во сениорска кошарка е доста тежок и доста играчи се губат во овој меѓупростор. Вториот проблем е што екипите кај нас немаат некое трпение, посебно екипите во прва лига, немаат некое трпение да работат со тие млади играчи. Мислам дека ако се земе пример некој странец, тој би бил по би донел инстант некои работи, него ли да се инвестира во некое дете, некој помлад, да сега нормално е тоа, на некој му треба повеќе време, на некој ќе дојде спремен, ќе одигра повеќе, да. Тоа е еден од тие се два од проблемите, третиот проблем е кој МЗТ е некоја средина која е гладна за резултат секогаш, без разлика колку се освоило. Секогаш мора повеќе, секогаш мора да се освои уште нешто. И кај нас доста од играчиве, пример, лето се соочи со еден проблем. Доста од играчиве, тие некои млади кои се помлади, кои сакавме да ги донесеме, беа исплашени да дојдат да играат таму. Во смисол, сега тука има поголем притисок, па као кога ќе стигне некоја ситуација да они морат нешто да придонесат, колку тоа они ќе бидат, колку ќе можат тоа да го донесат, па дали ќе играат, дали ќе седат на клупа, и тоа се стравка играчеве кои мислам дека они немаат доволно самодоверба во нив, дека можат да се носат во такво некое место, и они преби играле во некоја екипа која е 7 или 8 или 9 на табела, која би играле таму, пример, 30 минути, него ли да дојдат овде да играат 10 или 15. Но тие 10 и 15 овде, со играчиве кои ги имаме ние, се сигурно подобри него ли вие да играте 30 или 40 минути во некое место каде што конкуренцијата сама околу тебе нема да биде толку јака и нема да вие да можете да израснете толку многу. Во смисол, за еден млад играч што е прво е најбитно е да тој може да тренира. И сега вие дали ќе тренирате, сега тоа го кажам со сета почит према сите играчи во Македонија, ама сигурно не е исто да тренирате со Дамјан и Војдан Стојановски, него ли да тренирате со некој друг. Да. Така? Еден Војдан кој играл Евролига, кој овде, значи, ако треба сега јас сум играч, треба да бирам дали јас секој ден ќе тренирам со него или ќе тренирам со некој друг, сигурно би го избрал него. Сега тука е малце проблемот кај нас, дека играчите се така уплашени и другиот проблем е таа нетрпеливост некоја на клубовите, која оние покажуваат се моментално. Знаете како, првично во Македонија единствена разлика е дали ќе бидете проф. Да. Меѓу тој што е втор и тој што е 10 на табела нема никаква разлика. Значи, буквално. Ние немаме излез према некои, да кажеме, европски такмичења, па да зависи дали ќе бидеме втори. Немаш парични награди, у смисол, ако биеш втори ќе земеш толку пари, ако биеш пети ќе земеш толку пари. Значи, буквално нема никаква разлика. Но ние гледаме дека имаме екипи
кои се на дно на табелата, кои се пуни со странци. И ја мислам дека дали некое дете кое би можело таму да иде да игра, да добие некоја шанса, нема да има разлика дали они ќе бидат 7 или 8. Но за тоа дете ќе има разлика. Да. Кај мене конкретно, да, оваа година тргнавме со некоја идеја да екипа биде малце поразлично градена, да тие некои помлади момци да добијат некоја шанса. Првично беше нашиот створ плеймейкер е пример 20 годишен дечко кој претходно играше во друга екипа и која потпиша за нас, сите му викаа дека е погрешен потек. Зашто? Зашто таму играл не знам колку минути, а кај нас ке играл помалце, но тоа дете таа шанса ја искористи максимално и имаше некои надпревари каде што он беше клучен, имаше некои надпревари кои он ги реши. Значи сега вие да решите надпревар, а играте во петорка со некои играчи кои се Едни од најдобрите, ако не и најдобрите во државата, тоа значи дека вие сте после тој надпревар, вие сте 100% подобар играч. Да. И мислам дека конкретно за него, мислам дека е многу исправен потек направи, но он се соочи со многу критики. Зашто? Зошто сега ти идеш таму, како па нема да играш, па вака, па кој ќе стигне да се крши некој надпревар, ти ќе седиш на клупа, но тоа излезе дека не е така. Не. Во некои други клубови тоа е, да, така функционира, кој мене, ние тргнавме со тој план, као клуб, као организација, дека тоа така ќе биде, дека мораме да промениме некои работи на функционирање и тоа за нас функционира за сега. Имаме некои момци кои се истакна, кои не добива шанса претходно, ја искористија сега и играат супер и за тие да кажеме помлади играчи многу е битно дека постариве во тимот ги прифаќаат и им помагаат во секој еден чекор. Знаете, они имаат лоши надпревари, имаат лоши тренинзи, имаат не знам критики едно друго, но ја гледам дека тие поискусни играчи се секојаш тука, им даваат совети за време надпревари, па макар и кога они играат пред нив. И тоа ми е искрено најубавото нешто што го гледам оваа сезона во мојот тим, да гледам како тоа функционира меѓу нив. Да. Како тебе како тренер, например, ти си сам кажа у средина кај што не само ти имаш одлучено така да оди екипа, да и клубот. Колку е важно да имаш таа поддршка позади тебе за ти ќе земеш 20 годишен играч и ќе му даеш шанса, па макар некојаш трпел и резултатот, колку е важно и колку можеш ти да го направиш у средина каде што ќе немаш таа поддршка позади тебе. Ако ја немаш поддршка, тоа не може да се деси, посебно не во некоја средина кај што која е резултатот на прво место. Значи, знаете како, има екипи во кои резултатот е на прво место и тоа е максимално во ред, и има екипи кај што резултатот не е на прво место и тоа е максимално окей. И сега ние се соочуваме со критики овде или има разговори напред-назад, па они прават све за да бидат први, па овие прават све да не знам да дадат шанса на некој играч или било што. И луѓето не разбираат дека тоа се две различни филозофии кои се двете точни и добри филозофии. Значи не мора да биде или тоа или тоа. No. Тој клуб одлучил дека така ќе биде, дека ќе се бори да биде прв. Дал повеќе пари. Тоа е добро. Некој немал толку пари, тоа е окей. Не треба да има некои разговори, па сега зашто вие вака, кај нас е тоа малце пак уште проблем, и таа е табу тема, некоја мислење дека ако вие имате некој помлад играч, дека резултатот ќе трпи. Значи не мора, тотално не мора да трпи резултатот. Значи не значи дека сега вие ако земете некој помлад македонец, дека тој не може да се носи со предизвиците. Може би не може да се носи, но ако не може да се носи, ќе си бара друга средина. Вие ќе земете некој што може. Кај нас, пак ќе кажам, значи многу е битно да имате поддршката и да ги имате јасните цели поставени. Ние тргнавме со тоа да мораме да освоиме све што може да освоиме, но и во ист момент да
пробаме некои ете така нови ликови, нови играчи да ги внесеме во тимот и да имаат некои улоги, така да тоа за нас е за сега добро. Колку си вклучен како прв тренер на МЗТ? МЗТ има категории, селекции во секоја една од младинските категории, па и мини баскет. Колку ти како прв тренер си вклучен во работата на истите? Во работата не, во нивно следење и пратење и сега кога можам да стигнам и да погледам некој тренинг и надпреварите скоро на сите генерации, скоро сите надпревари ги имам изгледано. Ние имаме втор тим кој игра во втора лига, тоа е некој развоен тим наш. Со него сме вклучени и јас и мојот стручен штаб сме вклучени целосно. Ги пратиме некои од тие деца и се вклучени во првата екипа и тренираат со првиот тим. Така да ете тоа бидејќи нас ни е најблиску, ние сме со нив поише вклучени, но и ја како прв тренер стигам да погледнам све што се дешава како нас како клуб. Како би оценил ситуацијата, поготоа у младинската кошарка кај нас, од аспект на и тренери, резултати, од аспект на начин на водење, на начин на игра, на новитети во играта? Па ние мислам дека никогаш не сме имали проблем со младински категории. Кога ќе погледнете нашите репрезентации уназад години, никогаш они немале проблем да се носат и со некои поголеми екипи или се. Мислам дека во Македонија има доста добри тренери кои работат во младински категории, има доста добри екипи кои ствараат доста добри играчи, кои ги носат до некој ниво повисоко. Пак ќе кажам, кај нас мислам дека најголемот проблем е преодот од тоа до сениорска и професионална кошарка и тука доста од нив доста од тие играчи се губат. Така да мислам дека во Македонија се работи доста сериозно, посебно дека има доста добри тренери кои работат со деца, кои се фокусирани, кои првично име работа со деца, да кажем. Така да мислам дека тоа функционира добро, но имаме проблеми отпосле. Да. Кога еден, со ова мислам ќе превршуваме, кога еден млад играч, се истакнува во МЗТ, изигрува неколку добри сезони, кога му е време да излезе надвор? И дали, например, мора да излезе надвор за да направи нешто повеќе? Па мислам дека не мора. Тоа првично зависи од амбицијата на тој играч, од неговата лична амбиција. Има некои играчи кои не сакаат да идат, пример, во странство. Исто како што има некои играчи во Македонија кои немаат амбиција да бидат во МЗТ или во работнички. Немаат амбиција, просто они се комфортни таму кај што си се. И тоа е исто и за играчи во ДМЗ. Некои од нив се сакаат да пробаат во странство, да идат во странство, сакаат да видат каков е тој живот. Некои од нив се овде им е добро, овде им амбицијата да бидат, овде им амбиција да бидат најдобри и тоа се мислам дека тоа лична некоја определба на секој посебно, секој играч посебно тоа си решава дали сака, дали не сака, дали може, дали не може. Ние сигурно сме имале некои играчи кои кроз годините уназад кои можеле да идат во некој или појаки лиги или секој не сакале да идат. Кои биле овде и останале овде и биле најдобри. Знаеш, може да бидеш најдобар овде, па не е ни тоа нешто лошо. Да. Нешто конкретно со мене, пред некое време имав ситуација каде што се повредува играч. И е тешка повреда. На почеток, мислам, кога се случува повредата, сите мислевме, окей, скрши нога. После тоа, на крај испадна дека не е најлошото, ама како еден играч, поготоа кога стана збор за 16-17 годишно дете, како представува тој процес на враќање назад од добро, сега физички знаеме што треба да се направи, треба да се мирува, физикални терапии, да се санира повредата, ама тој ментален дел, тој психолошки аспект, како функционира тоа? Па мислам дека првично нешто кој треба да направите со таков некој, да кажеме, некој помлад играч кој има таква повреда е
не дозволите да он се откаже. Бидејќи во тој момент првата работа кој секој еден ја помислува, без разлика колку години има, е дека после ова он не може да игра. Тоа е првично нешто. И мислам дека прва наша реакција би требало да биде тоа да ние бидеме тука спремни и да не дозволиме да тој некој дете или било што да престане да игра само поради тоа што имал некоја повреда. Поддршката која децата и помладите играчи треба да имаат од сите во тие моменти е клучна. И мислам дека тука не станува збор да нешто сега конкретно дали он треба да прави ваква терапија или не, но мислам дека таа е некоја емоционална поддршка за нив во тој момент е најбитна. Јас сум имал доста ситуации такви кои деца сакале, па и некои се откажале само поради такви повреди, деца кои биле доста талентирани. Но тоа не учи дека првичното нешто кое треба да се превземе е тоа. Дека треба таа некоја емотивна поддршка да биде прва во моментот. Да. За крај, 4 прашања, што ги поставуваме на секој гостен, па така и на тебе. Кога последен пат си плачал? Не сум нешто емотивен, мислам, сум емотивен лик, но не ги искажувам тие емоции. Може и да ме видите на време на надпревари, не покажувам нешто многу емоции. Сум се радувал, сум плачал од радост. Тоа беше скоро во февруари. Сум така, ама да сум плачал, не се сеќавам дека сум плачал. Сем да кажуваш ова ми текна. Пред некое време слушав тренер Колјо Чуембе, Джино Ориема, кај што збореше за тоа како голем дел луѓето смета дека како тренерот не вика, не вриска, не прави галама од која води утакмица, луѓето мислат дека не му е гајле. Дали ти сметаш дека тоа е така или нема врска воопшто? Не. Дали луѓето гледат ја колку време проаѓам, пример, тие 3 дена пред надпреварот да се спремам за надпреварот и да спремам екипата. Не. Може ја не спијам, може не јадам, може не си одам дома од канцеларија. Ако не викам за време на надпреварот, тоа значи дека не ми е битно. И дали тие кои викаат за време на надпреварот и не знам пцујат и урлаат и се дерат по играчи, по суди, по све што се дешава, дали они дошле таму и сега од публика ги гледаат дека они се така рипат, скокаат таму и дека нив им е побитно да се добие утакмица, а претходно не направиле ништо да се припремат за неа. Мислам, тоа е нонсенс за мене и јас сум таков да за време на надпреварот мислам дека не треба тренерот да покажува некои такви емоции, дали се тоа добри или лоши, бидејќи ако тренерот е таква почнува да биде екипата. И сега мојата екипа да биде емотивна во моменти кога не треба да биде емотивна и кога треба да биде смирена и ладна, значи ја не сум направил ништо. Значи мислам дека не треба, има некои позитивни емоции кои треба да ги извлечеме од екипата, кои они треба да бидат да се поддржуваат едни со други, но тоа не се постига со тоа да тренерот биде тој кој урла, кој вика, кој не знам рипа од клупа или било што, него тоа се емоции кои се истакнуваат кога екипата игра добро, кога екипата е добро спремна, кога екипата која ќе влезе на терен знае дека на тој меч не може да се деси нешто што треба да ги изненади, тоа е работа на тренерот да ги припреми за тоа. И ја ги гледам моите играчи позади кога рипаат, кога се радуваат, но не можам да дозволам и не треба да дозволам да екипата се води според моите емоции. Може ја денеска ќе имам лош ден и ја ќе бидам каков. И екипата треба да биде како мене? Не. No. Дефинитивно не. Која е најдобра инвестиција што ти имаш направено за твоето ментално здравје? Тоа што запознам двајца луѓе кои ми помогнале многу. Најдобра инвестиција мислам дека ми е тоа. Да. Времето со нив. Да имаш можност да се вратиш назад 10 години, што совет сам себе би си го дал? Тешко прашање. 10 години назад, не знам, имало некои ситуации кои не сум бил истраен и упорен до крај. Мислам дека тоа си би го кажал сам на себе, дека
во некои ситуации морате да бидете истрајни и упорни, ако стварно тоа нешто некоја работа ја сакате. Да. Ете тоа. И за крај, дали имаш прашање или кое би било твоето прашање за сите оние сега што не слушаат и не гледаат? Прашање. Помислам дека ете за да постигнеме некоја ниво каде што нашето ментално здравје било на каде што ние би се осеќале добро, прво мора да се запрашаме сами себе што сакаме и што треба да направиме да стигнеме до тоа и во која ситуација се наоѓаме моментално. Така да тие се некои прашања кои мислам дека секој еден треба да се ги постави и ете нека бидат тие прашања за вашата публика.